До 12. март партиите треба да одлучат со кој листи на пратеници ќе настапат на изборите. Списокот е важен, но уште поважно е по кои критериуми идните пратеници ќе заслужат да седнат во парламентот. Нашите кандидатски листи ќе бидат креирани врз основа на принципот за родова, младинска и етничка застапеност. Треба да ги исполнуваат предвидените критериуми, да уживаат висок углед и доверба меѓу членството и меѓу сите граѓани, да бидат активни во остварување на политичките и програмските определби. Освен кај СДСМ, огромен број на кандидати чија надеж се пратеничките клупи има и кај ВМРО ДПМН. Како таму ќе се одвива селекцијата? Ние како одговорна партија исто така ќе го слушнеме и гласот на народот, односно преку анкети во насока на мерење на јавното мнение и преку други селекции на нашите потенцијални кандидати ќе ги позиционираме имињата со кои што ќе се обидиме да стигнеме до гласот на народот на престојните парламентарни избори. За прв пат на овие избори во трка влегува и ГДУ на Петар Колев, а партијата уште синоќ ќе соопшти дека активностите се започнати. Кога најрано оттаму ќе се знаат имињата на кандидатите? Односно имињата за кои што Граѓанско-демократската унија размислува како носители на изборна единица 3, Ѓорги Трендафилов од Велес, Маријан Михов, адвокатот Маријан Михов од Штип, нашиот подсекретар и координатор на изборна единица 3 Борче Паченски и во анкетите и моето име како лидер на Граѓанско-демократската унија Петар Колев. Моето име како Петар Колев се појавува и на анкетите во изборна единица 5, така да раководството се надевам дека до почетокот на март ќе се собереме и ќе решиме горе-долу каде персонално јас би бил носител на изборна единица. Иако од тактички причини партиите веројатно списоците со кандидати ќе ги кријат се до 12. март, речиси јавни се носителите на листите. Така за СДСМ во изборна единица 3 најверојатно тоа ќе биде Љупчо Николовски, за ВМРО ДПМН Игор Јанушев,